Неделава започна онлайн обуката за младите волонтери од Струмица, но и на ниво на целата држава, каде што ќе се обучуваат за хуманите вредности кои што ги спроведува Црвениот крст. Кои се хуманите вредности, која е целта на Црвениот крст, работата, функционирањето, но и идните проекти кои што секако ќе донесат социјална стабилност, не само на регионално, туку и на државно ниво. Но оваа тема утрово зборувам со секретарот на Црвениот крст од Струмица, Маријана Тошева. Маријана, добро утро. Почнавме со обуките, многу голем интерес од страна на младите волонтери од Струмица, но на ниво на држава се очекува некаде околу 8.000 млади луѓе да се вклучат во овие обуки. За нас, една од најинтересните алатки, пред се, за привлекување на млади волонтери, но во исто време, една алатка каде што ние реализираме својата општествена одговорност, да создаваме идни, млади лица или да ги градиме со тоа што ќе бидат општествено корисни или ќе ги свртиме или нивото внимание само за да заедно со нив ги гледаме проблемите во самото општество, изнаоѓаме алатки како тоа да го менуваме, меѓутоа не краткотрајно, него да возможиме некои подолготрајни промени кои што во најголем дел секако ќе помагаат на маргинализираните групи, социјално ранливите категории на граѓани. Оваа година планираме, почнувајќи од синоќа, секој четврток, да имаме по 4 работилници месечно во период од 10 месеци, тоа се околу 40 работилници, да офатиме голем број на деца, со нив да зборуваме за се што е она кариерно советување, тимска работа, начин на изразување, пренесување на своите ставови, кој е човечкиот импакт врз природата, како да влијаеме или што да преземеме за да го намалиме влијанието на загадувањето или на самите климатски промени кои што го имаат и врз нашиот живот и врз самата околина, а пред се она што е најбитно како да стигнеме до тоа со еден убав збор или убав гест да некојаш некому помогнеме на еден специфичен начин. Хуманите вредности се очигледни од расадникот кој што го правите на волонтери и кои што беа вклучени во многу проекти, што за ранлива категорија на граѓани, што за луѓето кои што поради COVID-19 останаа затворени во своите домови и старите лица. Предпоставувам дека целите и оваа година ќе бидат идентични. Лани моравме да го одложиме, самото одвивање на ПХВ како проект, меѓутоа оваа година го насочуваме кон тоа да сите млади бидат повеќе свесни за предизвиците кои што го носи ковидот, за влијанието и психички, и психолошки, кој што го има и врз нив, и врз членовите на нивото семејство, и на членовите на општеството, и за активности со кои што тоа полека ќе го развиваме, дека самите работилници нормално дека ќе бидат насочени кон некоја цел, меѓутоа ќе црпат и податоци од самите млади, што конкретно сметаат тие дека треба да се прави, да се превзема во овој период, затоа што повеќе од известно е дека и оваа година ќе ја поминеме во знакот на ковид, затоа работилници ќе се одвиваат онлайн, што станови една алатка кој што во овој период заедно со тоа дека и самиот процес на едукација се одвива преку онлайн алатките, е нешто кое што полесно ќе го примениме за да стигнеме до се поголем број на млади. До лани например имавме голем број на млади кои што сака да се вклучат во самите обуки, меѓутоа не бевме просторно во можност да ги примеме сите. За да го слушнеме нивниот интерес, да видиме што конкретно ги интересира, меѓутоа оваа година на еден интересен начин за сите кои што се заинтересирани, да имаат пристап сите тие што нема да бидат во можност да се вклучат во обуките во 6 часот. Секој четврток ќе има еден посебен YouTube канал за промоција на хуманите вредности и тоа е нашата алатка за да го ставиме Црвен крст во акција. Колку од овие волонтери знаат да останат и да бидат доследни на идејата и на визијата на Црвениот крст? Мислам дека самата нивна потреба да направат нешто поразлично од своите врсници или пак самото домашно воспитување е прво основната причина зашто се вклучуваат во самите обуки, а освен тоа и како такви доаѓаат и како полуготов производ и како волонтери на Црвениот крст. Се после ние работиме со нив, ги разработуваме, ги насочуваме на нашите активности најчесто, меѓутоа сите имаат своје поле на интерес.
Едно од најосновните секако е дружбата кој што имаат, за да стекнуваат своји доживотни пријателства, имаат можност да се дружат со други своји врсници со кои што делат некои своји заеднички интереси. Па така да очекуваме и оваа година интересот да биде доста голем и со нив да дојдеме до зголемување на бројот на волонтери од најмалце 30 до 40% кој што го правиме тоа секоја година. Каков е интересот на државно ниво? Па мислам дека ние како Црвен крст на Република Северна Македонија, тоа пробуваме која алатка да го прошириме по сите општински организации. Тоа е дефинитивно најинтересниот сегмент на развој барем кај младите волонтери. Тоа е едукациите кои што ги имаат по школите, нешто што нив најмногу ги привлекува затоа што уште како мали овде учат како се прават проекти, како да таргетираат општествен проблем, како да размислуваат како да променат нешто, можат ли да достат свој белег, свој импакт кон промените. И тоа што рековме, не краткорочно да решиме некој проблем, што да направиме ние, тоа да се разговари со младите како тие гледаат од своја гледна точка, за да направиме долгорочна промена во што би донела нешто позитивно за маргинализирани социјално ранливи групи. Што вели искуството досега? Дали можеби некои од младите волонтери дошла до некаква идеја да дојде до момент до реализација на некој од идните проекти, проект кој што ќе се стави секако на хартија и понатаму би се имплементирал, родено токму од хуманите вредности? Голем број на наши активности произлегуваат од самите ПХВ проекти. Многу е битно кога младите ќе ни го наметнат тоа како потреба и идеја, да заедно со нив согледаме дека тоа е потребно, и така им даваме на знање дека и нивното мислење за нас е битно пред се. Обично излегуваме со 3 до 4 квалитетни проекти секоја година со кои што конкурираме, па така добиваат како награди најчесто сонца, дека тој е и самиот символ на ваквите проекти, дека носиме сонце во некој живот. Па најдобрите проекти најчесто или тие кои што учествувале како младинци ги разработуваат таквите идеи понатаму на 3-дневни кампови, например во хотел Цулферино во Струга, и исто имат можности за сопствена интеракција и со други млади кои што работеле на некои проекти. Меѓутоа, она што е најмерливо во таков случај не е само идејата, дали таквите проекти допреле до општеството, дали го свртиле вниманието и дали направиле долгорочна промена. Тоа е најбитно, дека многу често самите млади кои се вклучуваат брзо сваќаат дека треба да бидат доследни во тоа што го прават. Не само имаме идејата, ама сега нема да бидеме конзистентни, учиме тимска работа, учиме одговорност, учиме како да скенираме, да праќаме мејлови, да одиме на состаноци, да презентираме идеи, да разговараме со надлежни органи. Тоа мислам многу битно за деца во развој од 14 години и па понатаму.